Почитувани представници на медиумите, граѓани на Република Македонија, дел од структурите на Министерство за внатрешни работи предизвикаа многу штета на нашата држава и на демократските вредности. Ова што се случи во четвртокот во собранието е големо зло. За да ја поправиме оваа штета, ќе биде потребно долго време и ангажман не само од сите служби на Министерството за внатрешни работи, туку и од другите институции како јавното обвинителство и судство. Сакам да ја информирам јавноста дека формирав работна група составена од професионалци во Министерство за внатрешни работи, која има задача да утврди дали оперативниот штаб и организационите единици во Министерство за внатрешни работи постапувале согласно утврдените процедури пропишани во Министерството за внатрешни работи за направени пропусти, пречекорувања на овластувањата или неизвршување на работните задачи и обврски. Заклучоците од извештајот на работната група ќе бидат дел од известувањето до јавното обвинителство за понатомошно постапување за работата на оперативниот штаб. Ги повикувам сите вработените во Министерство за внатрешни работи да се вклучат активно и да доставуваат службени материјали за да настаните во собранието во минатиот четврток. Враќање назад нема. Работите мора да се расчистат до крај и секој ќе одговара за своите постапки. Ве информирам дека до владата на Република Македонија поднесов предлог за разрешување на господинот Митко Чавков и од функцијата директор на Биро за јавна безбедност. Со писмена наредба назначив координатор на оперативниот штаб и тоа господинот Горанчо Савовски, државен советник во Бирото за јавна безбедност. На крајот, уште еднаш сакам да ги повикам и да ги охрабрам вработените во Министерство за внатрешни работи, сите да бидеме еден покрај друг и професионално да продолжат да си ја вршат работата. На Министерството за внатрешни работи му се потребни професионалци кои во иднина ќе бидат столб на ова институција. Во ова прилика сакам да потенцирам дека големо значење минатиот четврток има и медиумите и сакам да им изразам благодарност и надеж дека со своето професионално известување ќе продолжат да го дават својот придонес за демократијата во Република Македонија.